Секако дека сме подготвени, затоа што очекуваме дека ќе ги имаме сите оние подзаконски акти, сите оние правилници по кои што треба да постапуваме. Секако дека во секоја нова реформа која што е произнесена да се случува, значи во нашата држава, претпоставувам дека ќе не идеме на почетокот на одредени тешкоти заради одредени нејасноти кои што ќе се јават кај даночните обврзници. Нивната основна задача која што треба да ја спроведат со донесувањето на овој закон е да го адаптираат сопствениот софтвер во делот на давањето на плати и така натаму, во делот на приходите кај физичките лица. Тоа е значи единствената нивна задача. Останатото, алгоритмите и сите други операции кои што треба да се спроведуваат и процесите за спроведување на ово оданочување се во наш домен. За новите реформи и за сите понатамошни процеси, значи IT секторот, да, му недостасува кадар, меѓутоа очекуваме дека ќе има и соодветни нови вработувања и нови примања понатаму, со тоа што ќе побараме и соодветна помош од секторот за IT во Министерството за финансии, бидејќи сепак сме заедно во целата оваа реформа. Станува збор значи за IT сектор каде што имаме технички фактор, а не човечки фактор. Сепак и тоа треба да се има во предвид.